Јас би сакал денес да се подсетиме на едно друго пророштво кое што имаше големо значење за теократијата во Стариот Завет. За жал, примерите на верност, како Јосафат, како Исус Навин, како младиот Давид, но не стариот, како младиот Соломон, но не стариот. За жал, тие примери се ретки. Повеќето старозаветна историја е исполнета со примери на неверство, на падови и последиците од сето тоа, страдање, отпад, робство и така натаму. Страшна историја. Ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија. Која ви е најубава глава во таа книга? 58. 53. А некаде на почетокот, во едноцифрените глави, имате некоја обилена глава. Може да се изберат повеќе и тука. Ние ќе отвориме во 7 глава. Исаија 7 глава е најпозната во христијанскиот свет. Заради што? Што има во 7 глава, што е најбитно за христијанската вера? Ајде почнеме да читаме од почеток. Во времето кога самиот пророк Исаија бил многу млад, некаде 21-2 години, кога ја започнал својата пророчка служба, кога бил повикан да биде Господов министер, Господов слуга во неговата држава, во теократијата. Точно е 14 стих, благодарам Персе. Но, ќе стигнеме до таму. На престолот на јужното јудино кралство, значи на истото на кое што Јосафат порано бил цар, сега седел исто така еден млад цар по име Ахаз. И вели 7 глава, првиот стих, во дните на Ахаз, синот на Јотам, синот на Озија, јудејски цар, Рецин, царот арамејски, или на Сирија, царот од Дамаск, и во еврејскиот оригинал Фека е ова име. Овде го превеле Факи. Синот Ремалиев, цар израелски. Значи го имаме Рецин, царот на Сирија, и царот на Северното царство, на Израелското царство. Што? Тие се сојузија заедно, стапија во коалиција, се обединија, отидоа против Ерусалим да го завладеат, но не можеа да го превземат. Видите сега ситуација. Значи, Божиот народ и Божијата држава се поделени на два дела, уште одамна, уште по смртта на царот Соломон. Ке зборуваме на посебна тема
за Соломон и Јеровоам, бидејќи тоа е многу битно. И царот на Северното царство се здружил со царот на Сирија, значи на паганско царство, за да војува против кого? Против браќата од Јужното царство. Колку трагична ситуација. Сега како би се чувствувал Ахаз, значи царот на Јудеја, како би се чувствувал тој сега во Ерусалим при една ваква ситуација. Не само што повторно ти се крева непријател, странска војска, туку и Северното царство на негова страна. Меѓутоа, првиот стих заврши со зборовите дека овие двајца, кои што се крена против Ерусалим за да го завладеат, каков успех имале во тој потват. Но не можеа да го превземат. Зошто не можеа да го превземат? Ке читаме сега понатаму. Затоа што градот беше опашен со зидови, се разбира, затоа што јудејците беа внатре, затоа што може да наведеме еден куп човечки причини, и сите тие не се точни, бидејќи е точна само една причина, зошто не можеа да го превземат. Затоа, како што рече пророкот Данијел, Господ е тој кој што соборува цареви и поставува цареви. Или како што вели апостол Павле, што дека нема власт, не постои власт на земјава која што не е дадена од Бога. Таква власт не постои. Сега видиме што подоцна вели Господ на таа тема, на истата таа тема. Но, кога сме веќе тука, кај овој принцип, овој е многу важен теократски и не само теократски принцип, бидејќи важи за целиот свет, за сите држави. Не постои власт која што не е поставена од Бога. Верувате во тоа или не? Библијата така тврди. И тоа не значи дека таа власт е верна на Бога. Не мора да значи. Всушност, кога апостол Павле ги напишал тие зборови, римскиот цар воопшто не бил верен на Бога. Туку самиот Павле и илјадници христијани пострадале од него во првите римски прогонства врз христијаните. Значи, може да биде и најнепријателски и најбезбожен цар или власт, но ако постои, ако ја е дадено да владее, ако владее, од Бога ја е дадено, а не од некој друг. Што му рече Исус на Пилата? Знаеш ти дека имам власт да те камшикувам, да те распрам или да те ослободам? Што му одговори Господ на Пилата? Што трече, го знаеш на памет одговор? Благодарам. Мене повеќе ми се допаѓа како што буквално гласи стихот. Не би имал ти никаква власт над мене, ако не ти беше дадена од озгора. Прекрасни зборови. И тоа важи за секој еден владетел или властодржец во овој свет.
И тука би сакал да подсетам дека кога повикував да не се гласа за сегашниот председател на Северна Македонија, не го повикував тоа за да го спречам да дојде на власт. Јас верувам дека секоја власт е дадена од Господ, а на сестра Олгица и кажав, верувај во Господ, не верувај во власта, верувај во Господ и ќе биде според твоите потреби. За жал, таа одби да верува во Господ и незе власта и беше поважна од Господ. Но ние да не го направиме истиот греф. Јас повикував да не гласате за да не направите греф, вие лично, а не ме интересира кој ќе биде на власт. Тоа Господ одлучува. Не сум јас Сорос или Ротшилд да се занимавам, да му се мешам на Господа, кого ќе ставам на власт, а кого ќе соборувам од власт. Ниту пак народот ја бира власта, како што се пропагира или се труби. Тоа е најидиотската глупост која што била кажана во последните 2,5 века, дека народот ја бирал власта. Доволно е само тоа. Господ соборува и Господ поставува. И повеќе не интересира на таа тема. Ништо. Е сега вториот стих. Тогаш му беше соопштено на домот Давидов. Многу интересен избор на Исаија. Зошто вака го нарекува царското семејство и целиот дом на царот Ахаз, домот Давидов. Има тука нешто битно што се вака наречени. Арамејци се сместија во земјата Ефремова, во Северното царство. Ефрем е секогаш синоним за Северното царство. Бидејќи беше најбројното племе од 10 племења на Израелското, Северното Израелско царство. Како изреагира сега Ахаз на оваа ситуација? Исто како Јосафат, нели? Јосафат се уплаши многу, како што читав минатата сабота. И му затрепери срцето на Ахаз и срцето на народот негов, значи цел народ, како што од ветар се нишаат дрвјата. Значи ова бетер од Паркинсонот на Ангела Меркел. Како што од ветар се нишаат дрвјата. Ова е многу поголемо тресење. И па сега, нели така беше и со Јосафат, и со истиот овој народ од таа генерација? Нели така беше? Дали ова само по себе ненормално? Дали има тука нешто грешно во тоа што се исплашија? Се уште не. Уште еднаш ќе повторам. Сам по себе стравот да се уплашите од некоја сериозна, реална опасност, сам по себе не е лош, не е нездрав, не е грешен. Туку што правиме после тоа? Што правиме после тоа? Видовме што направи Јосафат. Видовме што направи целиот негов народ. И видовме како Господ ги благослови. Но што прави Ахаз како реакција на една слична ситуација? Третиот стих. И му рече Господ на Исаија: излези ти и синот твој Шеар Јашув, да го пречекаш Ахаз на крајот од горното езеро, по патот кај нивата на Валавичарот. И каква прецизна адреса.
каде ќе го сретнеш царот Ахаз. Зошто таму? Нели царот би требало да се наоѓа во својата царска палата? И кажи му, 4 стих, охрабри се и биди спокоен. Не плаши се и да не се плаши срцето твое пред... Ова е сега. Дали хумор, дали сатира. Видите како Господ се изразува за израелскиот и за арамејскиот, сирискиот цар. И да не се плаши срцето твое пред двата краја на тие гламји што чадат, од пламениот гнев на Рецин на арамејците и на синот Ремалиев. Ова ме подсетува на Гедеон и ангелот, што го посетил. Гедеон и израелците се тресат од страв, а ангелот му вели: да си ми жив и здрав, јунаку. Звучало како подбив во неговите уши. Каков јунак кога се тресат сите од страв од мадијанското робство тогаш. На Ахаз исто. Ахаз како да не читал за Гедеон. Ахаз како да не читал или слушал за Јосафат, за Давид. Колку е лесно да ги заборавиме Божите дела во минатото и да се предадеме на било на нашиот страв, уплав, паника, страст или било што не заслепува, што може да не заслепи денес во некоја денешна ситуација. Колку е лесно грешната природа да го заборави Светиот Дух, да го заборави Господа и неговите дела од минатото. Затоа и кажа Духот на пророштвото дека од најголемите, од најстрашните неволи, пострашни од било кога во историјата на човештвото, оние што допрва следат на крајот од историјата. Од овие неволи што допрва средат од новиот светски поредок, од Антихристот, на крајот од историјата, нема од што да се плашиме, никога се тие во прашање. Освен во еден случај, освен кога, ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Тогаш може тогаш ќе се плашиме. И од најмали неволи ќе се плашиме. Но ако не забораваме, како што сега заборави Ахаз, ако не забораваме како Господ не водел во минатото, тогаш нема што да се плашиме. Нито од најголемите неволи, оние што допрва престојат на крајот од историјата. Петиот стих вели, значи ова продолжува Господ, Арам, Сирија, значи, Ефрем, северното Израелско царство, значи, и синот Ремалиев, неговиот цар, кројат против тебе зло, велејки, да одиме против Јудеја и да ја исплашиме, да ја завладееме и да го поставиме за цар Тавеловиот син. Значи, они си седнале и си одредиле политика. Ке го собориме Ахаз и ке се поставиме друг човек на негово место, како што нам ни одговара, како што ние сакаме. Арно ама, Јудиното кралство не е Бананистан, како овој денешниот овдека, и не само он, па да може секој што седи во калето да се игра со тоа, кого ќе постави во Централниот комитет, а кого ќе симнува од таму. Зошто Исаија го нарече Дом Давидов,
Ахазовото семејство. Тука има нешто. Овие двајца што се дигнаа против Јуда, не се дигнаа против Ахаз, иако Ахаз во својот уплав мислеше дека да, само против него се кренати. Туку тоа што го планираат, значи што? Значи противност со Божјото ветување, што му беше дадено уште на Давид, дека до доаѓањето на Месија, секогаш на престолот на Јуда, секогаш во Ерусалим ќе седи каков цар, негов потомок, значи од Давидовата лоза. Тоа ветување Ахаз не смееше да го заборави. И сега Господ преку Исаија сака да го подсети на тој многу важен теократски принцип, затоа што Господ веќе ветил уште многу одамна дека од Јуда ќе дојде ветениот Месија, ветениот Спасител. Седмиот стих што вели? Но Господ Бог вели вака, тоа нема да стане и нема да се изврши. Тоа нема да го бидне. Зошто? Затоа што Божјото Слово е во прашање. Бог ветил дека од Давидовата лоза секогаш ќе има крал во Ерусалим, во Јуда, додека не дојде вечниот крал, Месија, кој што исто така е од Јуда и од Давидовата лоза. Само во тоа да веруваше Ахаз, значи во прашање е Божјиот интегритет, неговото ветување, ова теократско начало дека Давидовата династија ќе биде секогаш на власт, додека не дојде Месија, а и Месија е таков, значи за секогаш. Тоа што му беше ветено на Саул, ако останеше верен, но Саул не остана верен, беше одземено од него царството и сега му беше ветено на Давид. Затоа Давидовото име се споменува многу векови и после неговото време, после неговата смрт, затоа што не е битен самиот Давид, туку е битен Месија. Битно е Божјето Слово, тоа што Господ го ветил, дека Месија е синот Давидов, дека од Давидовата лоза секогаш ќе седи крал на Јудиниот престол. Затоа Господ вели, тоа нема да стане и нема да се изврши. Оно што луѓето си го планираат, оно што луѓето си го кројат, не значи дека Господ ќе го дозволи. Се што луѓето ќе си замислат, не мора да биде така. И тоа не само кога е во прашање власт, туку за најобични и најситни детали од нашиот живот. Зашто вели Јаков, немојте да велите утре или задутре ќе отидеме во тој и тој град, ќе тргуваме, ќе спечалиме пари и така натаму. Туку што да велиме? Ако Господ сака, ако Господ даде, ќе го направиме тоа, што го планираме. И сега продолжува Господ и вели вак, 7 стих. Значи, го прочитавме, тоа нема да стане и нема да се изврши. Зашто главата на Арам е Дамаск, главата на Дамаск е Рецин. Значи, престолнината на кралството, на Сирија, е наречена глава. Значи, градот е наречен глава на земјата, на државата. А зашто Рецин, самиот цар, е наречен глава на градот? Бидејќи тој е царот. И сега, запаметете го ова глава, употребата на овој израз. Понатаму вели, глава на Ефрем е Самарија. Што значи ова? Дека главен град на Северното Израелско царство бил Самарија, каде што живееше пророкот Елисеј. А глава на Самарија синот Ремалиев. Ако не верувате, нема да се одржите.
А што рече пророкот Јахазиел во времето на Јосафат? Че верувајте во Господа, вашиот Бог, ќе бидете силни, верувајте во пророците негови и што? Ке се одржите. Ке се одржите. А сега Господ му вели на Ахаз преку Исаија и на целиот јудин народ. Ако не верувате, што? Нема да се одржите. Колку едноставно. Верувајте, ке се одржите. Не верувајте, нема да се одржите. Продолжуваме. Се приближуваме до најубавите стихови од овој Господов говор. И продолжи Господ, 10 стих, и продолжи Господ да му говори на Ахаз и му рече: барај за себе знак од Господ, твојот Бог. Барај или во длабочините, или во височините. Зошто сега самиот Господ го охрабрува Ахаз да побара знак? Значи, Ахаз е толку утепан без вера. Значи, Гедеон беше коркач, нели? По природа. Сите беа. Меѓутоа, кога ангелот го охрабри, Господ те избра тебе, ти да го ослободиш Израел од мадијанците. Се сеќавате, пред 2-3 недели беше тоа. Гедеон што направи? Побара знак. И ангелот му го направи тоа чудо. Тој знак. Ахаз е толку уплашен и толку безверен, што не ни бара знак. Едноставно, тој дозволи стравот да го контролира него, наместо тој со вера да го контролира стравот. Стравот е нормална човечка емоција, меѓутоа ние треба да го контролираме, како и сите други чувства, како и нашите страсти, а не тие да не контролираат нас. Стравот. И сега Господ го охрабрува, барај знак, сака да го подсети. Абе имаше вакви како тебе и порано во Израел, ама барем малку вера има, па бараа знак. Не беше ни нивната вера силна, ама ете бараа знак. Бараа некоја гаранција однапред, дека стварно ќе биде ова што сум го рекол, ова што сум го ветил. А Ахаз ниту знак не бара, па Господ му го подсетува на тоа. Абе еве, побарај си знак. Побарај барем знак. Еве, не веруваш, побарај знак. Каков год сакаш знак? Вели, барај или во длабочините, или во височините. Царот Језекија, се сеќавате, каков знак побари, иако царот Језекија после ова време, подоцна. Царот Језекија побарал знак да се врати денот, да речеме ако било попладне приквечер, да се врати наутро како што било. И зошто го барал тој толку голем знак, толку големо чудо, како гаранција дека стварно Господ ќе му го продолжи животот за 15 години, како што ветил. Колку сме ние маловерни, бараме знак дека Господ стварно ќе си го одржи зборот. Но Ахаз ни тоа го немал сега. Ахаз ни тоа го немал. И вели во 12 стих, но Ахаз рече, нема да барам и нема да го искушувам Господа. Ахаз е доволно интелигентен да свати дека таквото барање знак, како што го правеле и Гедеон
и мнозина и пред и после него, не е одраз на вера. Тоа не е баш вера. Да барам знак, некој чудо да направи Господ, за да тоа ми биде гаранција дека он стварно ќе си го исполни зборот што го дал. Дека значи, Господ не му верувам дека ќе си го исполни зборот, па барам да ми направи знак. И сега Ахаз сваќа дека тоа не е баш вера. Меѓутоа, Ахаз од друга страна не покажува вера. Туку овој негов одговор е само изговор. Значи, знам, Господе, дека тоа не е вера, кога бараат знак. Самиот Исус што рече за евреите од негово време? Овој грешен и прелюбодеен род бара што? Знак. Но нема да му се даде никаков знак, освен знакот на Јона. Апостол Павле исто ќе го повтори подоцна. Вели, грците бараат мудрост, а евреите што бараат? Знак. Знаци. Чуда. Па затоа Исус распратиот на грците им изгледа како лудост, а на евреите што? Соблазна, разочарување. Како одговорија учениците од Емаус? А ние па мислевме дека он е тој што ќе го ослободи Израел. На самиот Исус, на воскреснатиот, му кажуваат, ние верувавме во Него, ние мислевме дека тој е тој, ама ништо, го уапсија, го тепа, го мачеа и на крај го распна. Каква илузија, какво разочарување. Катастрофа. Немање вера. Затоа, како одговор на Ахазовото неверие, Исаија во 13 стих вели: слушајте пак, доме Давидов, повторно ги нарекува вака. Колку сака упорно да ги подсетува на тоа Божјо пророштво, дека Давидовото име, неговата лоза, Месија ќе дојде од Давидовата лоза. Значи, Месија ќе дојде од Ахаз, од тебе ќе дојде од Ахаз Месија, а ти се плашиш и мислиш дека овие глами што чадат ќе те сменат. Како што си планираат. Слушајте, доме Давидов, зар ви е малку тоа што им дотежнувате на луѓето, што им досаѓате на луѓето, да преведеме. Па сакате да му досаѓате и на мојот Бог. Со што израелците му досаѓале на Господа? Спротивно на оно што човек би помислил. Израелците не му досаѓале на Господа со тоа што упорно го молеле и упорно го барале, како што вдовицата го правила тоа со неправедниот судија во Христовата парабола. Господ сака така да му досаѓаме. Господ сака во искушенија, во опасности, но и кога нема такви. И во најсрекни, и во најмирни моменти. Господ сака со Него да комуницираме. Но луѓето му досаѓаат на Господа со спротивното, со своето неверство. Значи, кога сме неверни, кога сме паднати, кога сме разочарани, а тоа е затоа што сме неверни, тогаш му досаѓаме на Господа. Тоа е жалостење на Неговиот дух.
И во таква една кризна, мизерна ситуација, кога Ахас е неверен, кога Јуда е неверен, спротивно од времето на Јосафат, неговиот не толку дамнешен претходник. Во таква ситуација Господ го кажува најславното пророштво, што им го дава како знак. Затоа самиот Господ ќе ви даде доказ, ете девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Ова е пророштвото за Месија. Ова е пророштво за Исуса Христа. Матеј ги цитира овие зборови подоцна во своето Евангелие. Емануел, што значи Бог со нас, Матеј објаснува што значи тоа име. Господ ќе го испрати својот син, затоа Бог со нас. Значи, тој што ќе дојде е Бог. Тој што девица ќе го роди е Бог. Зошто го кажува ова пророштво сега во овој контекст на Ахазовото неверство? Па зато тоа е тоа. Значи, Давидовата лоза од тебе, значи Господ ќе го исполни пророштвото. Не само она, дека од Давидовата лоза секојаш ќе седи крал на Јуда, според тоа математиките и плановите на Рецин и синот Ремалиев немаат врска со реалноста. Немој да се плашиш од нив. Туку дека од истата таа лоза Господ ќе го испрати Месија, својот син, оној на кого теократијата, односно државата, царството, вечно ќе му припадне за секогаш. Оној кој што нема да има после себе наследници на престолот, бидејќи тој самиот ќе биде и вечен цар и вечен првосвештеник. Починот Мелхиседеков. Дали Ахас поверува дури и на ова најславно пророштво, на овој најголем знак што Господ го најавил? Девица ќе роди. Значи, млада девојка, немажена, невина, ќе зачне и ќе роди. Поголемо од чудо од тоа не постои. И нема да роди било кого, туку самиот Бог ќе го роди Божиот син, Исуса Христа. Поголемо чудо од тоа не постои. Самиот Творец да стане создание преку утробата на невина девојка. Како реагирал Ахас и на овие зборови? Дали сега реагирал со вера? Дали знаете зошто Исаија бил испратен да го сретне Ахас на таа невообичаена адреса? Значи, на крајот од Горното езеро, на патот крај нивата на Валавичарот. Што барал Ахас таму, знаете? Ахас, целиот исплашен од инвазијата што ја спремаат Северното царство и заедно со него Сириското, Арамејското царство, отишол таму да ги проверува колкави се резервите на вода во тоа езеро. Колку долго ќе може Ерусалим да истрпи опсада. Колку долго ќе има резерви за вода, барем за вода. Ако храната и заврши, барем резервите за вода, дали ќе бидат доволни. И дека да бил паметот. Само по себе тоа не е лошо. Не е лошо човечки да направите се што е во ваша моќ, како и Исус навин. Но она што фалеше беше она второто. Верата. Да направиме се што е во наша моќ, човечки, како да успехот зависи само од
тие наши напори. А потоа да се молиме на Бога така сесрдно, како да успехот зависи само од неговата сила. Тоа беше тајната на успехот на Исус Навин. И тоа беше формулата што Духот на пророштвото ни ја дава и нам денес. За жал, Ахас не реагираше така. Ќе предложиме здравие следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, да видиме, бидејќи тука не завршува Господовото пророштво со 14 стих, да видиме понатаму што се кажува. И што понатаму Господ најавува сега како резултат и на неверството на Ахас, откако ќе заврши со зборовите за Емануел, кој што ќе беше испратен уште во тоа време, ако Ахас и јудејците беа верни. Нека Господ ни даде сила за покаяние, нека ни даде понизност, нека ни даде вера. Овие три работи: покаяние, понизност и вера. Спротивно на нив, горделивост, дрскост, алчност. И молете се за сестра Олгица да биде таа исцелена од овие и сите ние. Нека му е фала и слава вечно. Амин.